Гасификацијата на Северна Македонија трае долго. Единствениот гасовод низ кој тече газ е од Бугарија и е долг 98 километри, тој е изграден во 90-тите години. 3 гасоводи се делумно изградени, но не се пуштени во употреба. Останатите се само на хартија. Низ гасоводот од Деве Баир на границата со Бугарија се увезува газ кој тече преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје. 3 други гасоводи за кои државата склучила договори од 156,4 милиони евра се изградени, но не се пуштени во употреба. Тоа го констатираше Државниот завод за ревизија. Тоа се гасоводот од Скопје кој поминува низ Водно и оди преку Тетово до Гостивар. Потоа гасоводот од Клечовце Кумановско до Штип и третиот е од Штип до Битола. По процес на изградба се магистрални гасоводи во должина од 178 километри според податоците на државната институција Номагас. Останатите проекти допрва треба да бидат изградени. Меѓу нив е интерконекторот со Грција, кој според најавите на Министерството за економија треба да биде завршен до крајот на 2024 година. Се работи и на интерконектор со Србија, додека за интерконекторот со Косово Министерството вели дека обврските на државата се завршени, а се очекува реализација на косовската страна. Планиран е уште еден интерконектор со Бугарија. Проектите кои државата ги планира, а не се започнати, се гасовот од Гостивар до Кичево и од Кичево до Струга, од каде се планира и интерконектор со Албанија. Планиран е гасовод од Битола преку Ресен до Охрид и Струга, како и гасовод од Прилеп преку Македонски Брод до Кичево. Планирано е газ да дојде и до Велес, Пробиштип, Делчево и Берово. Бавната гасификација е главно поради непочитување на рокови, нерешено имотно-правни односи и недоволно средства за експроприација, утврдиле државните ревизори. По објавувањето на ревизорскиот извештај, обвинителството го разгледува случајот.